Еве на назад во студиото, односот кон природата, тема број 1 во денешниот утрински брифинг. Со мене во студиото се Павлина Здравева од UNDP, професорот Ордан Чукалиев и господјата Ангелина Јовановиќ од Министерството за животна средина и просторно планирање. Добре дојдовте во утринскиот брифинг. Како што кажав, ќе разговараме малку и за односот кон природата, она што можеби беше суштината на филмот од кој што сите сме се уште под импресии. За жал не го доби Оскарот, но верувам сите се гордееме со успехот кој го постигна. Ве повикавме денеска овде бидејќи вие имате една интересна кампања, се наречена Климата се менува, зошто не и ти? Да ни кажете нешто повеќе за конкретно за кампањата. Кампањата е резултат на долгогодишна работа на темата на климатски промени, која што заедно ја спроведуваат Програмата за развој на Обединетите нации и Министерството за животна средина и просторно планирање. Веќе скоро 20 години работиме на оваа проблематика, имаме навистина многу анализи и многу согледувања како да ги надминеме овие предизвици што ги носат климатските промени. И неодамна направивме една анкета која што покажа дека луѓето во Македонија се запознаени со проблематиката на климатски промени, но не знаат што можат да направат. И па тука доаѓаме ние со една многу интересна кампања која што дава примери и инспирација за сите да знаат што можат да направат. Бидејќи климатските промени се влијаат на многу сектори, меѓутоа треба и сите ние заедно да работиме. Тоа значи дека и ние како индивидуи можеме многу да направиме. Господја Јовановиќ, ќе ми простите професоре, му радим дадеме предност на дамите. Што може да направат домаќинствата, а што индивидуалците за да се вклучат практично во борбата против климатските промени и кажете ни нешто повеќе за истражувањето, односно за анкетата која ја направивте. Па вака, јас прво би додала во однос на кампањата, дека кампањата значи ќе ги опфаќа не само поединците, туку значи ќе ги опфаќа и другите чинители општествени. Тука ќе имаме примери кои што се однесуваат на бизнис заедницата, односно што може да направат бизнис заедницата и индустријата. Потоа значи ќе имаме примери што може да направат локалните самоуправи, што може да направат граѓанските здруженија, што може да се направи во едукативните процеси и она со што почнуваме кампањата е она основната и најситната клетка на нашето општество, односно секој поединец. Бидејќи кога ќе се соберат сите тие поединечни акции, кумулативно ефектот е многу голем. Како што рече Павлина, за идејата, значи за како да ја поставиме оваа кампања, каде да биде насочена, во кој правец да се движиме, кои пораки треба ние да ги пренесеме, произлегува од истражување на перцепцијата на јавноста за климатските промени. За самото истражување можам да кажам дека во текот на 20 годишната работа, во која што најголем партнер UNDP ни беше на оваа тема, секогаш посветувавме внимание на тоа колку е јавноста информирана за самата појава, за самите проблеми, значи каква е незината перцепција и колку фактички се сите тие засегнати чинители подготвени нешто да направат. Значи 2014 е првото истражување, 2016 е второто истражување и ова последново на кое што сега се повикуваме при крајот на 2019 направено и резултатите се многу интересни, за нас се многу важни, бидејќи на истите прашања се гледа колку се различни одговорите. Во 2019 година со последново истражување добивме информација дека на вистина, значи јавноста и луѓето се многу добро информирани што се климатските промени, значи веќе не станува збор дали ги препознаваат преку сушите и дождовите и поплавите, не станува збор за тоа дека не знаат кои се причините за тоа, туку едноставно добивме сознание дека доаѓа времето кога се народот и луѓето и воопшто засегнатите страни се желни нешто да направат, меѓутоа како што покажа резултатите на истражувањето, поголемиот број од нив сакаат нешто да сторат, меѓутоа не знаат што би можеле ние да направиме и како би било тоа што ќе го направиме ефективно. Уште
уште два податока би сакала да споделам од оваа анкета. Тоа е значи дека доколку на почетокот во 2014 луѓето сметаа дека властите се тие кои што се најмногу задолжени, значи тие се оние кои што треба најмногу да направат во овој проблем. Веќе значи во 2019 година се кажува дека ги се препознава индустријските капацитети и бизнис секторот како некој кој што најмногу може да придонесе со промената на однесувањето и работењето, потоа следуваат локалните власти, а централната власт доаѓа веќе на трето место. И интересен е податокот дека 66% од испитаниците одговориле дека на прашањето што сметате кој не прави доволно, одговориле дека граѓаните се тие кои што не направиле доволно. Со ова не сметаме да кажеме дека целиот фокус е на индивидуите, меѓутоа сакаме да кажеме колку значи е променената перцепцијата и колку секој поединец е свесен дека може и сака нешто да направи за свое добро и за постигнување воопшто значи на глобалните цели за справување со климатските промени. Ке се вратиме на тоа што може да направат граѓаните, но и бизнис секторот. Професоре, колку се реална закана климатските промени, бидејќи Обединетите нации има некоја прогноза дека на светот му остануваат 12 години да смисли што да прави со климатските промени пред да се случи некој црно сценарио? Да. Климатските промени се факт. Климатските промени веќе ги чувствуваме. Значи не збориме има или нема. Збориме дека тие предизвикуваат сериозни последици во моментов, поготово во оние сектори кои што се претежно поврзани со надворешни услови. Значи можеби не се чувствува во некои бизниси, меѓутоа земјоделство, шумарство, биодиверзитет, сето тоа веќе страда. Ако погледнете прединдустријскиот период и сега, јаглеродниот диоксид е веќе на околу 400 ppm-а. Ја кога учев беше 280 ppm-а. Добро ако се сеќавам. Сега сме на 400. Тука е еден процес кој што расте. Светскава заедница вика да стопираме на 420. Јас мислам да стопираат на 450 би било супер. Меѓутоа, гледате дека кривата не покажува тенденција, перманентно расте. Значи не постои тенденција на смирување. Наклонот на кривата е потполно ист, така да мислам дека тоа денеска што ќе го направиме, можеби ќе го почувствуваме за некои десетина години. Сериозна закана за секторите кои што треба да обезбедат опстанок на планетата. Зборуваме за земјоделство. Не само за земјоделството. Што збориме за здравство, за шумарство, за оние екосервиси кои што ги нудат природните ресурси, вода и така натаму. Значи, тоа ќе ни стане се понедостапно. Ние технолошки сме многу напред, меѓутоа во области кои што се, не знам, електроника, информатика и така натаму. Меѓутоа тоа не обезбедува оние за нас неопходни екосервиси кои што се како да кажам, есенција на нашето живење и постоење. И заради тоа сметам дека буквално секој треба да превземе акција. И тоа е идејата на оваа кампања. Ние препорачуваме да се превземе акција. Господја Здравева, како да се преземе акција? Ако не се лажам, има и една алатка на страницата Климатски промени, која вели пријави климатска акција. Што е она што граѓаните, па и бизнис секторот може да го пријават? Токму така, значи на Климатски промени МК, ако одиме на климатска акција, секој од нас може да внесе она што го прави, а тоа се сите оние примери за заштеда на енергија, за намалување на потрошувачка на вода, за паметна потрошувачка на ресурси. Значи, јас сум многу среќна дека има голем интерес и веќе има многу примери. Например, има едно семејство кое што од Куманово, кое што сватило дека многу храна фрла и решила дел од храната да ја произведува дома, во својата градина. Така барем знае што јаде, не се емитуваат стакленички гасови кога храната се носи оддалеку и се свесни за придонесот што го даваат. Потоа има едно друго семејство кое што направило многу мерки за енергетска ефикасност. Како, например, да ги смени апаратите со енергетски ефикасни апарати, да го смени начинот на грејење. Се со цел да се троши помалку енергија. Секоја мерка со која што трошиме помалку енергија или ресурси е мерка за климатска акција. И што е најважно, сите тие мерки придонесуваат да ни останат значително повеќе пари во новчаникот, бидејќи сите оние заштеди влијаат и на нашиот буџет. Ова за граѓаните, за бизнис секторот и организациите, како тие можат
со акција, со конкретни действија да влијаат на... Да. Па кај нас има еден како да кажам поттик дека секоја индустрија се обидува да има што поевтин производ. И за да добие што поевтин производ, најчесто се набавуваат многу ефтини суровини, а не се фокусираат индустриите на тоа да намалат потрошувачката на енергија во процесот. Значи, за да добиеш поевтин производ, можеш да набавиш квалитетна индустрија, меѓутоа да примениш одредени мерки со кои што ќе го намалиш потрошувачката на енергија во рамките на целиот процес. И не треба има например многу нови технологии, многу нови работи кои што може да се искористат, кои што не чинат многу, само треба да бидеме повеќе информирани. И затоа овие климатски акции служат како пример, како инспирација, да видат луѓето, да се мотивираат, да видат дека не секогаш се потребни субвенции, туку дека може и со паметно распределување на домашниот буџет или на буџетот на фирмата, на компанијата, да направат многу. Гледате ли вие волја во бизнис секторот конкретно да ги преземе овие работи, бидејќи ако не се лажам, дел од еколошките работи чинат повеќе од она поевтино производство? Тоа е многу не знам, малку и нереална слика во ова време, бидејќи секој сака да заштеди. Значи има многу фирми кои што веќе превземаат многу акции. Например, еве сега ќе ви кажам пример на едно здружение на преведувачи кои што настаните кои што ги организираат со минимален, тоа се вика аглероден отпечаток. Значи, внимаваат да не користат пластика, внимаваат да не остане храна, да одат заедно на настанот, да трошат помалку енергија за превоз или да има енергетски ефикасно осветлување во местото каде што се одржува настанот и слично. Господја Јовановиќ, споменавте оно истражување кое што вели дека не се само владините институции во фокусот, туку и граѓаните сами треба да ги преземат мерките и тие тоа го препознаваат. Меѓутоа, прашањето е овде дали можат владините институции да им помогнат. Еве, например, мерките за селектирање отпад. Кај нас и нема навика многу да се селектира отпад, меѓутоа во некои други држави тоа е малку поинаку решено, во кој што граѓаните кои селектираат се малку некако мотивирани. Каков е вашиот став? Треба ли институциите да ги мотивираат граѓаните или граѓаните да се изборат за институциите да ги донесат ваквите легислативи и правила, па и можеби мотивации надвор од легислативата? Па вака, мислам, јас не би рекла дека не постои кај нас навика за селектирање. Јас сум во Министерството од 2000 година, значи од 2000 година до ден денеска континуирано се расправаме со проблемот на управувањето со отпадот, на отпадот кој што се наоѓаше на времето секаде расфрлан. Меѓутоа, селото тоа станува збор за еден систем. Сите сме поврзани во тој систем и кога ќе биде секој на своето место и ќе врши својата улога што ја има, тогаш значи ќе го постигнеме она што го посакуваме. А и претходно реков, значи што ова бидејќи темата беше за климатските промени, меѓутоа сето тоа е некако составен дел од оваа област. Самата проблематика и на климатските промени и на животната средина е комплексна. Значи, мора да постои синергија, координација, соработка меѓу сите чинители. Тоа ги опфаќа владините институции, локалната самоуправа, науката како многу важен сегмент, значи од овој процес, граѓанските здруженија кои што се продолжена рака, значи гласот на граѓаните, медиумите исто така имаат важна улога и најпосле и самите поединци, зашто секој од нас, еве како што беа дадени примерите, во секој случај може многу да направи со менување, многу мала промена на секојдневните навики и секојдневните наши модели на однесување. Затоа што во крајна линија сето она што се случува во природата е резултат на човековите действија и на она како ние живееме и како ние се однесуваме спрема нејсе. Професоре, што можеме да направиме за да го сопреме ова? Ни се закануваат ли суши и поплави, како што се вели во истражувањата за климатските промени? Што може поединецот пред се да направи, а подоцна и институциите, па и бизнис секторот? Да, видете, дефинитивно суши и поплави имало и ќе има. Проблемот е дека со климатските промени стануваат почести и посилни. Сведоци сме. Скоро имавме неверојатно лоши поплави кои што предизвикава и за жал несакани последици. Сушите, земјоделците
некако успеваат и да се носат со нив, меѓутоа да ќе бидат се посилни, се почести и се подолготрајни. Тоа е она што не очекува, меѓутоа не е тоа единствената промена. Што можеме да направиме за да го намалиме тој Значи, импакт? Проблемот е нивото. Ние не можеме да седнеме у Давос и да кажеме дека големите земји мора нешто да направат, инаку ништо нема да се случи. Не е така. Секој поединец треба да се вклучи. Според мене, доколку сите направиме еден мал чекор, вкупно ќе изодиме огромен пат. Значи, јас би го вклучил секој поединец во однос на климатските промени. Не можеме да чекаме државата да не ги создаде условите. Не можеме да чекаме некој нешто да направи за нас, која ние можеме да направиме. Знаете ли колку ќе заштедите јаглероден отпечаток само ако ја промените навиката на исхраната и намалите еден ден месо. Наместо тој ден ќе јадете зеленчук. Целата емисија што ја создава сточарството за тој производ ќе биде намалена. Доколку сите тоа го направиме, тоа би била огромна заштеда. Значи тоа е еден обичен, да го наречам посен ден, не знам како да го наречам, меѓутоа тоа ќе допринесе. Тоа што денес јас ќе се качам во автобус, ќе допринесам за заштеда. Размислете, јас секој ден, 2 пати на ден, влегувам во некој превозно средство што тежи 1 тон, за да се пренесам себе до дома. Енергијата за да се пренесе тој 1 тон е огромна. Да се обидеме тоа да го намалиме. Не сакам да кажам што дали јавен превоз, дали велосипеди, дали електрични тротинети, сето тоа придонесува, се намалува емисијата. Дури ако имам, не знам колку парчиња непотребна гардероба дома, зошто сум ја купил? За да бидам модерен, за една свадба. Знаете, сите тие размислувања ние мораме да ги промениме. Што е можно по-добро да се однесуваме кон природата и ресурсите. А тоа значи да не ги преексплоатираме. Ние сме од малечки во оваа држава научени дека Македонија е земја богата со води, богата со шуми, богата со клима, прекрасна, не знам што све немаме. А се наоѓаме на дното на лествицата, по прирастот на шумите во Македонија, по приносите во земјоделското производство, вода, велиме, имаме навистина, имаме, ама лошо распределена, ја има во западниот Ова се дел. професоре совети кон граѓаните. Да. Кои се вашите совети кон државните институции конкретно? Што треба тие да преземат за една поголема слика? Да. Јас ќе ми дозволите, ќе ви кажам дека ние се уште не можеме да имаме јасната слика за Македонија, бидејќи климатските податоци се недостапни во оваа држава. Климатските податоци се затворени во една единствена институција, која што, за жал, не ги ослободува, не ги дава кон научната јавност, нити пак кон сите оние заинтересирани за да се направат сите потребни анализи. Ние имаме страшен недостиг во моделирање. Ние користиме туѓи модели, ние користиме туѓи податоци, не развиваме скоро ништо. Значи, прво треба да ги создадеме условите за научно истражување. А од која ќе ги создадеме условите за научно истражување, треба да почнеме да работиме на развој на мерки. Кога ќе дојдеме до развојот на мерките, истите треба да ги тестираме. И дури од која ќе ги тестираме, да ги пренесеме кон крајните корисници. Тој процес, за жал, во Македонија е уништен уште на самиот почеток. Заради тоа, ние работиме. Македонија има неверојатно многу направено. Дека појдат граѓаните на сајтот klimatskipромени.mk да погледат 3 комуникации кон Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени, во кој што има акциони планови, во кој што има се државата, само да ги погледне тие и да направи 1/10 од она што е таму направено, би било што е таму напишано, би било извонредно. За жал ние продуцираме многу документи, не се реализираат. Документите се продуцирани врз база на туѓи искуства. Нашите искуства некако малце сме ги заборавиле, ви кажав зошто, бидејќи научните истражувања ни се запоставени. Едно многу мал број научници се занимава со ова. Многу мал број на сериозни истражувања во Република Македонија се направени, за да можеме ние да кажеме, да, ова важи за Македонија, можеби е така во светот, меѓутоа во Македонија ќе биде другачие. Ние во моментов не можеме да го кажеме тоа, се држиме на искуствата од светот и сметам дека државата едноставно само нека ги отвори акцијските планови кои што се дел од овие работи, таму се наведени серија на мерки кои што ја да сум држава, прво би ги
подобрил научно-истражувачките капацитети. За мене се поаѓа од научно-истражувачките капацитети и би го променил начинот на образование. Не сме ние богати. Ние сме држава која што се мачи со климата, која што се мачи со природните ресурси и треба тоа еднашка да го сватиме. Не да пијам вода, ја 10 минути ја пуштам чешмата за една чаша. Зашто топла била водата? Нерационално користиме енергија. Господја здраве, дали ова причината, една од причините зашто UNDP обрнува волку големо внимание на климатските промени, но и на истражувања, анализи и анкети за перцепцијата за климатските промени? Секако, значи UNDP го поддржува Министерството за животна средина во досега сите стратешки документи кои што беа подготвени во однос на климатските промени. Министерството сега дополнително е во фаза на подготовка со средства од ЕУ на закон и стратегија за климатска акција, која што треба сите овие документи и анализи да ги опфати во една голема визија за нашата држава, но ние остануваме да работиме на оваа тема. Оваа година ќе му помогнеме на Министерството дополнително да подготви уште еден документ кој што е многу важен за климатски промени, кој што се вика на национални придонеси за климатски промени. Ги спомна професорот оние пипи мерки и скали, значи тоа е мерка како на светско ниво се мерат климатските промени и секоја држава кога се договорот од Париз даде свој документ кој што се вика NDC и со кој што кажува колку може да придонесе во намалувањето на тие емисии. Сега во 2020, бидејќи стана очигледно дека тие документи не се доволни за да се ограничат климатските промени, се прави нова ревизија и се прават тие да бидат поамбициозни и да бидат поефективни. Ова кампања, која што ја спомнуваме денеска, дава значителен придонес во сето тоа, бидејќи ги поставува две многу важни прашања. Кој ако не ние и кога ако не сега? Веќе немаме време за чекање, мораме сите да делуваме и сите да бидеме информирани како. Господја Јовановиќ, дали сметате дека нашите државни институции, пред се Министерството од кое што доаѓате, доволно ги користи советите на експертската јавност, еве дури и на организации као UNDP, дали во иднина ќе ги слушате нивните препораки, бидејќи мора да споменеме дека Министерството за животна средина и не е меѓу најпопуларните во последно време со оглед на загадениот воздух, оние афери што се случуваат со отпадот. Какви се вашите прогнози? Значи, она што сакам да кажам е дека многу често во јавноста перцепцијата за Министерството е сосема искривена. Значи, Министерството ја има законодавната улога, значи она е должно да води политики, да прави стратегија, да ги поставува вистинските мерки кои што треба да се спроведуваат. Она што сметам дека недостасува контрола на исполнувањето на мерките и тука е моментот каде што повеќе треба да ги засилиме нашите активности. Што се однесува темата за климатски промени, значи со чисто срце можам да кажам дека навистина амбициозно се работи во однос на тоа колку што имаме капацитети, колку што имаме можности и колку значи имаме задачи во ова секојдневие кои што треба да се справуваме. Значи, оваа тема што за климата што се однесува, која што делува долгорочно со некои мали промени, меѓутоа резултатите стануваат видливи, како што рече Павлина, веќе немаме време да ги анализираме, па дали се, па дали не се и какво лице ќе покажат, туку значи време доаѓа на акција. Како што ви кажав и покрај сите тие наши обврски, ние се потрудивме да изработиме национална платформа за комуникација, затоа што свативме дека во државата од сите аспекти, сите чинители работат на таа тема, меѓутоа често пати активностите се повторуваат затоа што не сме доволно информирани едни за други кои што прави, како прави и некако ја немаме целата слика што се е направено. Токму на оваа веб платформа ќе се потрудиме, значи затоа ги спомнавме сите овие засегнати чинители, општини, бизнис сектор, невладини, да можат самите да ги внесат своите активности во страната, со тоа самите за себе да кажат што прават, ако не сме знаеле да сознаеме, да дадат идеја и да мотивираат што можат другите да направат, а им јас, например, како граѓанин или како некој кој што работи во некоја институција, кога имам потреба од одредени податоци, сметам дека не е нешто направено и ништо не сме направиле, ќе можам да проверам дали имам погрешна перцепција за тоа или навистина е така. Ви благодарам за денешното учество во утринскиот брифинг. Професор, јас ќе се согласам со вас дека вие научната фела не сте доволно користени при креирањето политики и анализи, така што се надевам дека во иднина оваа слика ќе се промени и сите малку повеќе ќе ја користат научната експертиза. Ви благодарам уште еднаш.